civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Што всушност представуваат измените на кривичниот законник во однос на родовото насилство? Прво благодарам за поканата. Кривичниот законник е неопходно да се измени и тоа што поскоро. Македонија ја ратификуваше Истанбулската конвенција, верувам дека сите веќе се, како поминува времето, се повеќе се запознаени. Ние како држава ја подпишавме 2011, така да помина полни 6 години од како се случи ратификацијата 2017. И самото ратификување на овој документ е еден позитивен чекор кој што го покажа нашата држава, односно владата, да го напреди системот на заштита. По ратификацијата на конвенцијата се случи развивање и донесување на национален акцијски план за имплементација на одредбите. Морам да напоменам дека Истанбулската конвенција е првиот документ меѓународен кој што го регулира ова прашање, насилство вржени, различни форми на насилство вржени и семејно насилство, и предвидува, ги опфаќа сите области, и превенција, и заштита, и гонење на сторители. Така да во нашиот акцијски план е еден од законите кој што мораше да претрпи измени, а со цел усогласување или со одредбите на овој меѓународен документ е и кривичниот законник. Иако морам да напоменам дека малце повеќе касниме во овој процес, затоа што процесот на измени и дополнување на кривичниот законник требаше да започне уште во 2018 година, но еве пак ќе кажам дека добро е што воопшто се случува. Потребно е да се измени КАЗ заради тоа што единствени форми на насилство кои што моменталниот закон ги дефинира се телесна повреда, тешка телесна повреда и како тежнителна околност тука е вклучено семејното, нели, кога овие кривични дела се случуваат во семејно насилство. Убиството како, нели, најтешко кривично дело исто така предвидува отежнителна околност доколку е извршено во семејно насилство, и загрозување на сигурноста исто така доколку се врши во семејно насилство е, да речеме дека може да покрие одредени форми на насилство кои што им се случуваат на жените. Сите други форми на насилство не се регулирани во нашиот кривичен законник и е неопходно, нели, овој кривично правен систем на заштита да биде унапреден со цел да се прати една јасна порака до сторителите дека секое вакво дело, односно секоја форма на насилство врз жените ќе биде казнато соодветно и дека државата на тој начин единствено ќе покаже дека има нулта толеранција према родово базираното насилство. Преодамна се воведе и кривичното дело демнење. Како е вашиот став за тоа дека она што се метнува на хартија ќе биде корисно и во практиката? Верувате ли дека во вие измени во кривичниот законник може да функционираат? За нас е позитивно секако тоа што демнењето беше предложено да се криминализира како посебно дело во кривичниот законник. Тоа е дел од промените кои што веќе беа усвоени од владата и сега тој текст треба да влезе во собраниска процедура. Секако дека ќе придонесе, но знаете, како и секој друг закон, тоа што ние често го правиме, што ја унапредуваме регулативата, го унапредуваме законодавството, правиме добри, така речи, добри закони. Да, но тие само на хартија, остануваат на хартија. И во пракса? Во пракса ќе направат промена само. Значи, добро е да го имаме регулирано, нели, ако пак го немаме регулирано, не може ни да се спроведува. Сега, дали ќе направат промена во пракси, дали на вистина демначите ќе бидат казнети, тоа намногу зависи од оние кои што го спроведуваат овој закон. Значи, ќе зависи прво од полицијата, дали ќе ги препознае жените кои што го пријавуваат ова дело, па нели ќе испроцесира таа пријава до јавното обвинителство, па јавното обвинителство заедно со целиот судски систем да тоа нели го завршат како што треба. Тоа останува да видиме дали ќе се случи. Јас искрено се надевам дека по правењето нови измени во КАЗ, ако ништо друго ќе почнеме со некои позитивни примери како може ова
ова дело да се искористи како може и да се казни сторител или да се заштити жртвата од понатамошно. Демнењето е едно, иако Извинете, колку луѓето знаат што всушност е демнење? Дали се свесни на тоа дека некој е демнеан или некој прави кривично дело демнење? Затоа што можеби луѓето недоволно знаат дека на некого му наштетуваат. Или дозволувајќи им законот да може да демнеат, па викаат, па не знаевме ние дека тоа го правиме. Тоа секако не е изговор. Жртвите скоро секогаш знаат дека се демнати, пошто демнењето не вклучува само наблюдување на некого од далечина. Значи, вклучува и многу други, може да биде направено на многу други начини, со оставање писменца, со уништување на имот како порака дека еве тука сум, те следам, те гледам, појавување на места без разлика што нема да има директна комуникација. Појавување на места каде што се движи жртвата. Демначот е прилично свесен дека тоа е кривично дело, може нема да го нарече демнење. Може во неговата глава тој може да го оправда тоа зошто го прави, нели? Лутина или љубомора или незавршени, неразчистени односи со жртвата, па сега тој смета дека има право да ја следи и да биде вклучен и да биде информиран за целиот нејзин живот, секако дека тоа не е така. Тоа што некој не сака да ја прифати одлуката дека една врска е раскината, не го оправдува фактот што понатаму сите дела сите акции кои што ќе ги превземе ќе представуваат кривично дело. Не е препознаено точно. Како реагираат институциите ако се го пријават тој случај? Сега Да. без измените кои што очекуваме. Без измените, а как што очекувате со измените? Доколку се знае демначот, значи зборуваме ако се работи за познат сторител на жртвата, тие единствено што прават и што кажуваат дека може да направат да го предупредат. Да не го прави тоа повторно. Но тие може да го предупредат и 5 пати, да речеме, и тој може да продолжи да го прави, и тие не може да превземат ништо против него, затоа што бараат да се обезбеди доказ дека тоа е така. Бараат од жртвата да обезбеди доказ дека тој е сторителот на тие акции кои што вклучува, акциите на демнење, на делото демнење. И жртвите најчесто не се во можност. Демнењето е една посуптилна форма на насилство, исто како и психолошкото, кое што тешко се докажува. И обично во нашата држава најчесто таа одговорност се прифрла на жртвата. Да докаже дека е демната, да докаже дека има последици психички од насилството кое што го преживеал, да докаже дека воопшто е жртва на овие форми на насилство. Со кривичниот законник и измените во кривичниот законник, за почеток овие дела ќе бидат препознаени како посебни кривични дела. Секако, доколку се усвоени, што ние очекуваме да се случи, тоа ќе значи измена на законот за кривична постапка и тука ќе треба исто така добро да се предвиди кој ќе биде тој одговорен кој што ќе ги прибира доказите за докажување дека делото е сторено. И има еден многу важен аспект кој што мора едноставно да биде вклучен во нашата кривично правна заштита, а тоа е да и веруваме на зборот на жртвата. Дека нешто и не мора да физички се докаже, со физички доказ, дека никогаш дека жртвите не лажат дека се жртви. Кој би сакал да пријавува лажно и кој би сакал да, извината на изразот што ќе употребам, да се влече по судови, ако на вистина со години наназад или со месеци наназад не преживува терор во својот живот. Кој би сакал да го прави тоа? Значи, мораме ние да најдеме, мораме како систем, како држава да почнеме да им веруваме на жртвите. Дека жртвите не лажат кога пријавуваат. Ние како општество се поставуваме дека жртвата треба да докаже дека била жртва, а на сторителот му ја даваме целата доверба дека тој не бил сторител на насилство и тој е оставен само да чека. И дека жртвата не го испровоцира сторителот да го направи делото. Тука веќе не ни навлагам во тоа како се бараат, дури кога знаеме дека се случило насилство, што е најчесто случај со физичкото насилство, тука бараме оправдување за неговото дело. Зошто тој ја нападнал физички? Нема изговор, тој ја нападнал и тој мора да биде казнет за тоа.
независно од тоа што таа направила пред нападот. Исто и со сите други дела. Не смееме да бараме причина зошто тоа се случило. Тоа се случило и тој што го сторил тоа дело мора да биде казнат и да се испрати порака до сите останати кои што размислуваат евентуално да сторат нешто такво, дека ќе бидат казнати и дека ќе има санкции, дека нивниот живот ќе биде изместен од онаа оска по која што од онаа линија по која што тие се движат, а не животот на жртвите. Така, имате кампања со која барате во однос на кривичното дело силување да се воведе како отежнителна околност ако тоа е сторено од поранешниот или вонбрачниот партнер, како и согласност да биде единствениот критериум за квалификација на делото. Зошто е потребно се тоа и какви се вашите податоци и искуства на жртвите што пријавиле или требало да докажат ваков вид на кривично дело? Да, ние баравме силувањето и тоа го бара и Истанбулската конвенција дека делото силување како клучен елемент при квалификација треба да го земе во предвид согласноста на жртвата, да не се бараат физичките докази. Досега кај нас силувањето беше регулирано преку употреба на сила и закана, која што освен ако не е пријавено за многу кратко време откако е случано, многу тешко се докажува во иднина, а жртвите не секогаш се спремни да го пријават. Особено жените кои што преживеале сексуално насилство и силување од блиски лица. Зборуваме за брачни или вонбрачни партнери, било каква интимна партнерска врска. И доколку тие преживеат силување од интимниот партнер, кај нас е многу малку веројатно да се докаже заради верувањето дека кога си, особено за тие што се во брак, дека жената има обврска во брачната заедница да ги задоволи сексуалните потреби на партнерот кога тој ги има, независно тоа дали таа го сака тоа во моментот или не. Така да ние имаме во некои од земјите, а Истанбулската конвенција го препознава силувањето во брак како посебна форма на насилство, кое што треба да биде регулирано и треба да биде соодветно казнато. Така да, од тој аспект бараме да, и повторно ќе кажам дека е позитивно што согласноста веќе е вклучена во предложените измени. Дополнително оно што го бараме е да биде предвидено дека ако делото е извршено од интимен партнер, независно дали се во брачна или вонбрачна заедница, и дали воопшто живеат заедно, да биде отежнителна околност, односно да сторителот биде казнет со повисока казна. Заради тоа што насилството врз жените најчесто го вршат блиски лица. Лица со кого што жртвата решила да живее, решила да им верува, нели? Лица со кои што треба да се поддржуваат во заедничкиот живот. И исто како што и убиствата на жени најчесто се извршени од интимни партнери, анализите во Македонија покажуваат дека повеќе од 80% од убиените жени во Македонија се убиени од човек со кого што живееле заедно, интимен партнер. И тоа самото по себе го прави делото да биде уште потешко него да биде извршено од непознат сторител. Затоа бараме отежнителната околност, доколку сите овие форми на насилство кои што сметаме дека треба да бидат регулирани во каза, се извршени од интимен партнер или друг член на семејството, значи од блиско лице, мора да подлежат сторителите на повисока казна. Затоа што ја искористуваат довербата на жртвата. Се злоупотребува еден однос кој што треба да биде однос на доверба и на заеднички живот, да речам. Така. Измените на кривичниот законник веќе се во процедура. Дали се согласувате со тие измени и дали имате некои барања кои што треба да се надополнат и подпрашањето е дали воопшто бевте консултирани од страна на државните органи кога го носеа тој закон? Не бевме. Работната група која што работеше на измените и дополнувањата на кривичниот законник, инаку тоа е една поголема група затоа што се работи на доста измени, не се сите поврзани со Истанбулската конвенција и насилство врз жените.
Дали тоа беше првичната причина заради тоа што не бевме консултирани, за тоа што кривичниот закон е отворен пред повеќе од 2 години, а во последнава година конкретно се работеа измените и усогласувањето со Стамбулската конвенција, но како и да е, кога почна тој процес, очекувавме да бидеме поканети на барем една средба на која што, независно дали тоа ќе биде мрежата, дали ќе биде некоја друга организација која што работи на ова прашање, немаше покана. Ниједна организација не доби покана, измените се изработени од страна на членови на МАНУ и Министерството за правда со поддршка на ОПСЕ и предлогот е усвоен, предлог измените и дополнувањата се крајот на јули усвоени од владата, значи сега законот влегува во собраниска процедура. Како што спомнав, дел од измените кои што се предложени, како што е ова, вклучување на демнењето како посебно кривично дело, измените во однос на силувањето и вклучувањето на согласноста како квалификаторен елемент на делото, тоа се измени со кои што ние се согласуваме. Но она што е, например, пропуштено и за кое што ќе пробаме да работиме во следниот, ќе работиме секако во следниот период, особено дека законот е во собраниска процедура, е што психолошкото насилство не е регулирано како посебно кривично дело, а кажав, претходно нели зборувавме зошто е потребно тоа да се направи. Во однос на убиствата, постои квалификаторен елемент, постои отежнителна околност доколку е извршено во семејно насилство. Сега со измените дополнето е доколку е извршено во семејно и родово базирано насилство. Но земајќи во предвид дека поголем, како што спомнав, повеќе од 80% од убиствата се извршени од интимни партнери, ние сметаме дека треба отежнителната околност да биде доколку жената е убиена од интимен партнер. И тука да се предвидува по висока казна за сторителите. Така да има некои дополнувања кои што ние сметаме дека треба да се вклучат. Исто тука сексуалното вознемирување, иако постои како кривично дело, е предложено. Сексуалното вознемирување на интернет не е предвидено, а во последниве години се почесто се среќаваме со случаи на сексуално вознемирување на интернет, како што беше и случајот со јавна соба кој што немаше никаква правна разрешница, ниту казна за сторителите за тие барем што во одреден момент беа идентификувани. Така да ова се дел од измените кои што ние ги бараме. Во соработка со другите граѓански организации подготвуваме документ во кој што ќе ги презентираме сите измени, ќе ги направиме сите напори од наша страна да тие измени влезат во КАЗа, пошто тоа ќе биде првиот чекор да се унапреди системот на заштита, а со цел казнениот систем, кој што многу ќе значи, барем според нас, во превенција на случување на идно насилство. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.